Добар ден, драги гледачи. Добродојдовте во македонската кујна. Денес ќе ви покажам едно колаче кое се прави од суви смокви. Смоквите треба да се доста големи и да се меки, да не се исушени. Еве, овие смокви изгледаат убаво. И ќе ви покажам, многу лесно е да се направи ова колаче, поготово сега за празниците што доаѓаат. Пред да почнам да ги полнам смоквите со ореви, прво ќе ја направам смесата со која ќе ги завиткуваме смоквите. За да го направиме тоа нешто, тука во ова тенџерево имам една чаша вода која треба да почне да вари. Откако ќе почне да вари водата, се вака малце ќе почекаме, само еден клjuč да фати, ќе ставиме во водата, на една чаша вода ќе ставиме една чаша шеќер. Ќе го измешаме шеќерот и причината што чекаме да провари водата е дека на тој начин шеќерот ќе се стопи. Треба да се стопи убаво. Ете, веќе се стопува. На ова ќе додадеме еден анц бренди. Можете спрема вашиот вкус да додадете и друга врста на пијалок, ама се додава обично бренди. Потоа, еве веќе почна да вари. Потоа ќе додадеме, додека вари водата и шеќерот, 50 грама wheat семолина, very fine wheat семолина, ние кај нас ја викаме гриз. Тоа што се дава на бебињата, храна за бебиња е во Македонија. Еве тука убаво си вари и ќе додадеме гризот и многу брзо ќе го измешаме. Да wheat семолина. Откако ќе измешаме семолината, ќе го тргнеме еве гледате како вари убаво, ќе го тргнеме тенџерето на страна. Ќе додадеме бисквити кои се измелени во фуд процесор, околу 250 до 300 грама бисквити и ќе ги измешаме. Ете така. Сега веќе не вари, можеме да мешаме како сакаме. Потоа ќе додадеме 2 лажици какао или коко паудер без шеќер. Ќе му даде убава кафејава боја. И на крајот, драги гледачи, ќе ги додадеме оревите. Но не сите ореви, ќе оставиме малку за да ги валкаме смоквите покасно. И сето ова ќе го измешаме убаво. Значи, оваа смеса се прави со вода, шеќер, малку гриз, ореви и мелени бисквити, бренди и коко паудер. Ете така ќе го измешаме сето тоа убаво. И сега ќе го ставам тука да ми се олади малку, бидејќи додека е многу топло, не може да се прави лесно. И ако ви се гледа многу суво тестото, можете топла вода да додадите малку. А ако ви е многу водено тестото, можете да додадете малку повеќе ореви или бисквити. Не е многу важно точно да го правите како што кажувам. Сега, додека се лади ова, на смоквите ќе ги исечиме вака крајчињата, кај што беа рачките. Јас сега ќе ви покажам неколку. Откако ќе ги исечиме рачките, ќе пробаме малку да ги отвориме во средина, за да ги наполниме со ореви. Овие ќе ги тргнам на страна. И сега вака со на лажичето задниот дел, еве вака малце ќе го издлабите, да направите како
па тоа што излегува ќе може да влези вонатре и ќе си земиме 2 половинки од исчистени ореви, ќе ставиме едната половинка и уште едната вака. Убаво ќе ги ставиме вонатре и ќе го оставиме на страна. И така ќе продолжиме со останатите смокви, ќе ги полниме со ореви. Така. Еве сега ќе последната смоква ја наполнав со оревчиња. Ќе ставиме оваа чинија тука со мелени ореви. И сега, за да го направиме ова колаче, за да не ни се лепи смесата која направивме претходно и е оладена сега, тука имам ставено малце една лажица масло, лесно масло, не маслиново масло. И вака со двата прста малку на дланката ќе ставиме масло. И ќе земите една добро полна лажица, вака доста наполната лажица, и вака ќе си го сплесните тестото на раката, ќе ставите една смоква и вака полека, не се лепи, ќе ја завиткате смоквата со ова тесто и вака. Ќе направите една топка, тркалезна убава, и потоа ќе ја ставите топката во мелени ореви, ќе ја извалкате во оревите и ќе си ја ставите во едно пластично нешто, да има капаче покриено да биде. Повторно ќе ја намачкам раката, да не ми се лепи тестото. Ќе земам тесто, ќе го сплеснам, ќе си ја ставам смоквата. Ето така. Ќе направиме убава топка, голема, и ќе ја измешаме во ореви. Сега сме уште малку завршени. Ќе си го завиткаме така во една топка. И последното, еве малку масло. Сега ќе го направам последното топче. И сега, драги гледачи, овоа благо се става во фризерот, не во фрижидерот, него во замрзнувачот. И нека остани во него преку ноќ. И кога ќе го јадите, всушност, можете да го јадите директно од замрзнувачот и не е замрзнато. И е многу вкусно, само не го сечам сега, ќе го пресечам откако ќе го извадам од замрзнувачот, дека полесно се сече. Сега ќе ги ставиме овие работи на страна. Тука ни е чинијата. И еве како што гледате, направени се топките. Ќе си го затворам. Ќе го ставам во замрзнувачот и ќе го извадам готовото, што го имам направено вчера. И еве ќе ви покажам како изгледа. Ете како изгледаат топките. Сега ќе земам една топка и ќе ја пресечам на половина. И еве како изгледа пресечена на половина. Ќе ја ставиме во едно кошниче и ќе ја ставиме на убава чинија. И ова благо сите го сакаат. Убаво изгледа и е многу убаво на вкус. Ете така. Од 15 смокви ќе излезат 30 колачиња и се доста големи на големина. Видите колку убаво се сечи. Ете и последното ќе го исечиме. Ете ги, драги гледачи, колачињата кои ги направивме за Божик. Сега, Ники, ако сакаш да дојдеш, ела ќе ги пробаме овие колачиња.
Види колку убаво изгледаат. Колачината. Сакам да ви честитам Божик на сите и среќна нова 2007 година и на тебе, Ники. И овие колачиња се убави, траат многу долго време и се држат во фризерот. Не треба во фриџот да се држат, може директно да се јадат од фризерот, бидејќи не замрзнуваат. Ајде пробај. Вие ќе ти направи Божик, а ерлија да ти е цел народ да си касне, кој ќе направи цела година може да и држе. Клави во фризерот, кој ќе ти дојде гости, ќе јајте. Ајде пробај се. Ајде, да и пробаме какви се. Многу убави. Не се ни многу студени. Многу убаво, и спешали ние што сакаме смокви. Многу убаво е. Благодариме за вниманието и до гледање до следниот пат.